Благодарам, господин Мисевски. Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Функцијата која што денес ја објавуваме овде во законодавниот дом, кој што треба да биде лулка на демократијата во секое демократско општество, е девалвирана до степен да од секоја страна бидеме критикувани и биваме омаловажувани од многу недолични работи, меѓутоа до ова е дојдено преку одредено причински последично врски кои што доаѓаат токму од носителите на овие функции досега, односно сите имаат учество во доведување на самата функција на овој степен во кој што се наоѓаме токму денес. Затоа денес како предлог кој што е предложен за претседател на Собранието на Република Македонија, господинот Талат Џафери, нема да го поддржаме како коалиција, токму од причини бидејќи тој имаше доста време да се произнесе по овој став, односно по ставот на функцијата која што ја носиме како пратеници во досегашниот состав, а секако и сега парламентарното мнозинство кое што е најавено ќе го изгласа, тој не покажа доблест и не се надмина самиот себе и политичките ставови кои што ги има, за да можат функцијата која што треба да ја носиме, да ја доведат на една пристојно ниво, кое што ќе биде респектирана, а со тоа ќе вршиме и контролната функција над владата, односно носителите на извршната власт. Што сега ние правиме? Ние мораме да чекаме да се договори претходно владата, а после тоа да преземеме чекори кон избор на претседател на Собранието на Република Македонија. Што тоа значи? Тоа значи дека ние го прекршуваме и уставот, ги прекршуваме и основните функции на самото собрание. Собранието е контролирано и водено од страна на владата, односно од страна на извршната власт. А во принцип, во сите демократски општества, а и согласно нашиот устав и уставотворецот кој што го пишувал и го правил уставот, намерата му била токму тоа, контролната функција над извршната власт да биде од собранието. Собранието е тоа кое што ја изгласува владата и носителите на извршните функции, а контролната функција е во кој што го пишувал и го правил уставот, намерата му била токму тоа, контролната функција над извршната власт да биде од собранието. Собранието е тоа кое што ја изгласува владата и носителите на извршните функции, а контролната функција е во законодавна, извршна и судска. Сето ова што го зборував претходно се однесува токму на поделбата на власта, односно на законодавната и извршната. За судската власт има да се зборува со денови. Меѓутоа, судската власт е директно под палката на извршната власт и затоа уште еднаш потенцирав дека сите надлежности се испомешани и вредностите на кои почива нашиот општествен поредок е доведен во една конфузна ситуација и не се знае кој на кој наредува. Извршната власт наредува и на судската власт, извршната власт наредува и на законодавниот дом. Се додека не се надминеме и како пратеници, и како носители на функции, и како прв меѓу еднаквите, претседателот на собранието, кој што секако ја носи најголемата одговорност во однос на спроведување на овие на законите, на деловникот, на сите подзаконски акти. Значи, токму тие личности кои што повлекуваат, треба да се надминеме самите себе, ако сакаме Република Македонија да ја исправиме на правиот пат. Меѓутоа, гледајќи ја структурата и гледајќи го староновото парламентарно мнозинство, ниту оддалеку не можеме да очекуваме дека ова ќе се случи. Ова всушност го потврдуваат не само пратениците од опозицијата, бидејќи овде сме парламентарно мнозинство со опозиција и можеме многу лесно да си префрламе пред граѓаните само едни на други дека се обвинуваме меѓу себе, а дека секогаш некој трет ни е виновен. Меѓутоа и релевантните и светски организации кои што ги следат овие процеси неодамна не квалификуваа како хибриден режим. Токму причинско-последична врска на ова квалификација е сето она што претходно го кажавме. Со озаконување, односно
се она што е незаконско и што во претходниот период беше донесено, а секако премолчено и од првиот човек на институцијата, која уште еднаш ќе повторам, треба да биде лулка на демократијата, беше премолчено и од негова страна, заедно со сите други носители и чинители. Не доведе во оваа ситуација да сега, во моментот, вашето коалицирање повторно, секако со подршка и на функцијата председател на Собранието, е да ги зацкриете сите криминали кои што претходно ви биле, односно да го озаконите незаконското, со тоа да ја избегнете одговорноста за воиднина, бидејќи ќе се повикате на одредени одредби од законите кои што во моментот сакате на брза рака и на брза трака да ги поминете, секако во периодот што доаѓа ќе очекуваме закони кои што, како што рекоа и претходните координатори на пратеничките групи, дека над 40% од законите се донесени по скратена постапка. Ако на тоа се додадат и законите кои што се донесени со европско знаменце, а знаеме која е целта на ставањето на европско знаменце, односно кратење на можноста за дискутирање и времето на ограничување на донесување на самите закони, токму од овде произлегува и целта и лукративните причини од кои што се поведуваат овие носители и предлагачи и од кај што сите сакат да го озаконат незаконското за да можат да се заштитат за воиднина. Впрочем, само за едно можеме да ви признаеме и да ви дадеме рака. Целосно, доследно, до крај се водите од онаа народната. Се што е кажано во кампања, после кампања не важи. Значи, ова целосно се подведувате под ова дека се што може да се каже во кампања, после завршување на кампањата, ништо не важи од тоа. Сите други принципи, сите други програми, сите други действија кои што ќе ги превземате, се директно во спротивност со она што сте го ветувале пред граѓаните. Меѓутоа, се додека се однесуваме така, индиферентно спрема овие појави, ќе бидеме во ситуација во која што се наоѓа Република Македонија во моментот. Не случајно, во одредени развиени демократии, кај што јавното мислење, јавно изразеното мислење на носителите на јавни функции е основ и за поведување на судски процеси и за добивање на такви судски процеси за граѓаните кои што се чувствувале изманипулирани и излагани. Затоа не знам и не можам да знам зошто требаше толку време да се одолговлекува продолжувањето на оваа конститутивна седница. Бидејќи всушност и дали има мнозинство од 61, дали нема, толку и не е битно за актуелното мнозинство досегашно и идно. Бидејќи нито во претходното изгласување на председател на Собранието не се знаеше дали има мнозинство, дали нема, и само вие знаете дали всушност имаше или немаше, македонската јавност гледаше едно, од страна на службите беше кажано друго. Затоа уште еднаш сакам да потенцирам. Предлогот за председател на Собранието на Република Македонија нема да го поддржаме од напред наведените причини кои што го кажавме, меѓутоа ќе ве повикам на разум и трезвеност, да ја воспоставиме правната држава. Поделбата на власта е основа од која што мораме да тргнеме и сите заедно да можеме да застанеме. Меѓутоа, мислам дека дојде време и како парламентарно мнозинство да се освестите во однос на оваа поделба на власта, од каде што ќе треба да тргнат сите процеси понатаму. Во Европа не можеме да одиме со измешани надлежности, односно вредности на кои што почива самото општество. Ви благодарам и уште еднаш потенцирам, нема да го поддржиме кандидатот кој што е предложен од ваша страна.